Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар, во која што информираме и едуцираме за квалитетно земјоделско производство. Ќе се осврнеме на времето, меѓутоа и на актуелни теми и секако ќе обработиме тема дали е вистинско време за подигање на нови лозови насади, кога е вистинското време. Бидете со нас во емисијата, со нас е професор доктор Исто Лучков. Добро ни дојдовте. Добро ве до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето изненадува, типичен амбиент за есен, ниски утрински температури, 17 до 20 преку ден. Како ќе ја опишеме состојбата со времето и се подобрува ли хидролошката состојба или понатаму е во минус? Јас како и вас оптимистички гледам на времето, бидејќи тоа што го имаме и имавме по однос на времето, ние сме сега во една длабока и навистина добра есен, каде што пред неколку дена имавме врнежи од скоро во целата држава, што е за мене охрабрувачко, бидејќи оној голем недостаток од вода што беше присутен, сега имаме колку толку веќе влага во почвата за нормална обработка на почвата и што е најважно за обавување на есенската сеидба на житата. Бидејќи во Битолско, во Свети Николско, дигат раци моите колеги, професоре, плугот не може да влезе. Тие се тешки типови почва. Ако нема доволно влага, не може и да има добра обработка. И викат, овој дожд што заврна, благодарение на него имаме веќе еден таков оптимум на почва, во почвата од влага, нормално да се обработи и што е најважно, секоја година Македонија страда со многу губење на принос, со испуштање на оптималниот рок на сеидба. На сеидба. И сега, што се случува? До каде е сеидбата? Веќе го загатнавте тоа прашање. 30 до 40% веќе имаат посеано, меѓутоа тие денови што ги имаме сега, целодневно сончеви, кај што влагата имат, тука се оде од јутра до сутра. Значи, целодневно, максимално ангажирање на сеидба. Значи, ние, од стратешки аспект погледнато, од мој аспект како стручњак, Битолскиот и Свети Николскиот базен, доколку такви услови имаме добра и навремена сетва на житата, верувајте, ние нема да имаме потреба од тешките визи кои ги даваме за влез, за увоз на жита. Ние секоја година по 80.000 тона жито увезуваме, благодарение на испуштање на рокот на сеидба. Нема чим нема влага, нема можности за обработка. Што велат податоците? Има ли какви било податоци за тоа дали опаѓа производството на житни култури или се зголемува? Генерално во земјоделието, кај сите култури имаме рапиден пат на производство. Таа значи дека повторно ќе увезуваме жито. Сигурно. Па веќе има одредена договорена сделка каде што гледам пак коруптивни делувања на преку 80.000 тона жито, ние од Панонија ќе увеземе. А да ви кажам за ваше сознание, тоа се сорти на нашиот професор Оровчанец, каде што македонската елита не може да ја препознае таа, да каже дека Македонија ќе има собствени сорти, него тие за добри пари ги купија сортите и сега увезуваме жито по 8 до 12. Нашите ниви остануваат празни. Рековте поради коруптивни активности, токму корупцијата е главна тема овие денови во медиумите. Со она што се случи со ИПАРД 3 програмата, многу земјоделци веќе останаа надвор од европските фондови, додека се замрзнати фондовите за исплата на овие средства. Како ова ќе се одрази врз земјоделството кое што пропаѓа? Како новина, вие тоа многу објективно го гледате. Тоа е капка во морето по однос на коруптивноста. Каде да се пипне, можете да верувате. Последните 35 години зборам. Немојте да мислите дека сега да напаѓаме некоја од власт. Се пресликуваат работите 3 децени. 3 децени се прескакнува. И сега, може да замислите дека тие средства неповратни 130.000 милиони евра. Тоа се пари
за помош на државата. И тие се коруптират и се крадат. И сега, тоа е бедно кога политиката е инкорпорирана во стопанството. Тоа е најголема трагедија, затоа политичките партии треба на целосно да се расчленат едноставно. Бидејќи излегува министерот, бившиот министер, кој се прави спасител на ситуацијата. А синоќашното настап на сегашниот министер кажува 5 негови дела, вика подхитно како да кажам збор, допир до органите да превземаат мерки за 5 действија кои се грозно со големи коруптивни действија. Со такво нешто земјоделието затоа е на тој степен како што е. Омаловажено, тотално маргинализирано, без јасна стратегија. И најтрагично е сега за мене, моите земјоделски производители велат, професоре, што да садиме, што ќе знаеме дека ни е откупено и платено. Бидејќи ова недела... Има ли таква култура? Па има. Не култура. Стратегија што бара пазарот, европскиот пазар, стандардите. И сега, вчера јас бев чудо невиден вторите култури, доматите. Грее, значи првокласна домата за Клоптрадеве во Минхен. Значи за највисоките пазари. Ако ви кажам дека 15 до 20 денари беше откупот на доматите, тоа е трагедија. Производителот вели... Да, меѓу на друга страна трагедијата е уште поголема. 80-100 денари се тие домати во маркетите. Тоа сакав јас да кажам. Значи 15 денари ги зимаат од производителот, од семка до готов производ, тој само што ги зима до маркетот, како одите вие у маркетот, 100 денари. Значи, семка до готов производ за 15 денари, а тој само што ќе ги земе да ги транспортира од Струница до Кавадарци или... Сега, колку раци се таму? 3-4 раци, тој 10 денари, тој 20 денари, тој 50 денари. И земјоделскиот производител е целосно разочаран, оди на пазарот. Земјоделскиот производител што произведува го губи производството за без пари, а пак крајниот купувач, граѓаните се... Да. Тој со апатија гледа према земјоделецот, вика од нас ќе се збогати. Да, оплячкани се. А земјоделецот целосно оплячкан. Неколку кратно поскапо од тоа што чини производството. Да. Таа е целата вистина. Каде е државата? Имаме ли држава тука во овој момент? Пазете сега, ние имаме многу институции и кога доаѓаат европски патишари, ги викам, велат, вие имате најдобро уредување. Нема што нема. Не комисија за добро однесување во влада со примен човек добро однесување во влада, не знае македонски, тек требало да учи. Ве молам. А прв човек на владата за однесување... А работат ли овие институции кои што треба да работат? И еве ова 15 денари откуп, 100 денари крајна цена во маркетите. Знаете ли која терминологија ја игра тука и политичарите и трговците? Што сакате, господине? Тоа е пазарна економија. И завршен цитат. Тоа било пазарна економија, а не овој што ја држи власта да каже чекај. Или од друг начин кажано, злоупотреба на пазарната економија. Точно така. И сега тој наместо да каже чекај на тој човек што од семка до готов производ мака мачи и со време и со сите, мораме да го мотивираме како младиот иден производител, затоа што таму треба сепак енергија и снага. Да го задржеме. Сега младите луѓе кога го гледаат тоа, таткото му вика немој да се мачеш како мене. Немој да бидеш почитуван како мене. Значи со еден збор, без таа трајна стратегија, производителот и таа регионализација за која често зборам, производителот да произведува за познат купувач со позната цена. Чим го произведе производството, да му се плати. Па, ве молам, тоа го имаме веќе во Грција. Во Грција има регионализација, каде што кога е бербата на црешата,
се бере црешата, му се дава добра амбалажа, оде на европскиот пазар, за 3 дена му се плаќа на човекот. И вели, јас се чувствувам европски производител на храна. Ние, со онаа најбедна и најлоша приватизација на Балканот не, во Европа не, во светски размери феномен е напишано да 3 комбинати со по 3000 луѓе се направат пихтија и се даде на некој, ама тотално човек кој нема врска со земјоделието. Да, но има врска со политиката. Со политиката и он е собственик на 3000 хектари лозија. Дали можело лозјето да се прска помалку? Дали можело да стави помалку ѓубре? А трагедијата да биде голема, од тие врза со политиката, тој добива субвенции. Вика, мене ми се доволно субвенциите и не морам да добијам редовно исплатено. Така че тука е таа колизија која настанува и во државата, додека не се пресече тоа, приватизацијата да се прочешла и да се види во чии раци имаме плодни земјишта кои не се користат со години, а тие треба да стварат храна. И сега за тоа се добива и субвенции. Да, пазе, добива субвенции, а не се и сега се случува ние случајно да биде откриен тој човек. И ако не бил пријавен, тоа ќе поминало така. Тоа е секде кај што има странски инвестиции. Кај што има, сето тоа е корумпирано и зад него стои и интерес на поединецот. Така. А тако нешто напред мислам дека не може да одиме без честност и без пристап како што личи. А да се мотивира точно најважниот чин за Македонија, бидејќи имаме третман на земја со аграрен нишан, значи ние треба аграрот да го ставиме како стожер во нашето целосно обстојување. Регионализација на секој регион, што може да произведува, кои количини и стандардизација на таквите нешта и младите тука ќе се вклучат и така Европа сама ќе каже да, ние уште сега ќе ве примем. А не да не примат или така. Да не примат со што вели струката, професоре, дали е есента временски период погоден за подигање на нови лозови и овошни насади? Често пати има дилема меѓу производителите. Точно така. Како на овошни култури, така и на винова лоза. Дали сега есента е погоден период или пак може би пролет? Потполно сте во право и прашањето ви е на место и на време. Зошто? Затоа што голем дел од луѓето, професоре, сега сум многу разочаран, ај пролета ќе го подигам насадот. Значи, бидејќи јас го пратиме, точно и времето го обсервираме секогаш во оние наши емисии како прво, значајно е тоа дека имаме тектонски пореметување на времето. И затоа, мојата лична препорака како стручњак од таа област, лозарството, овоштарството, сите тие подигања на насади, најдобар период е овој токму сега. Есенскиот период, каде што имавме убави дожд, имаме убави денови, парцелација и нормално поврзување со стручни лица, бидејќи површините со типот на почва многу значат за квалитетно лозје. Во Кавадарци, примерно, тој базен тука е познат да дава најквалитетно грозје не на Балканот и пошироко. И имаме, навистина, од Кавадарци една сатисфакција дека навистина сме добри производители не само на грозјето, туку и на оние специјалитети од вината и така натаму. И тоа е факт кој радува. Затоа мојата лична препорака, есенската сеидба сега, со добра консултација со стручно лице, добра педолошка анализа, добра експозиција на теренот, инклинација, бидејќи голем дел од градско или од кој таму села, до сам Вардар подига лозје во низината доле. Ниските места не се подобни за лозје, бидејќи имаат често пати роса и тука фикомицетните габи пламеницата, болестите се развиваат и тука тоа лозја не е тоа што треба да биде. За разлика од експозиција која е
подруга, попечена, Просончена, проветрена. проветрена, просончена и така натаму. И поважно од тоа е јас со набавката на садниот материјал. Веќе имаме на повидок една убава работа, а тоа е во Тимјаник. Имаме веќе стварно еден расадник со сите видови, овошни видови и лозови видови, значи и за овоштарство и за лозарство, со сертифицирани и под контрола на институциите садници. И сортна, Тоа значи да не лутаат производителите, да. Од увоз и така Во натаму, свое не време, знаеме што се може да токму така. донесеме како нови заболувања. Точно. Од заболувањата, грото од заболувањата ние ги имаме од бившата Велика Дренова. Таму се произведува за бивша Југославија калеми. Потоа Крушевац, тоа е српскиот дел. Потоа од Бугарија се внесуваше нешто и од Грција. И ние собиравме тука болести, колекција на болести имаше од се. Сега кога го имаме тој македонски производ, калем, од овошен или винова лоза, ние треба максимално да се посветиме на тоа. И асортиментот е добар, и квалитетот на калемите е добар, и агрокалем од Тимјаник на вистина прави еден подвиг кој државата треба да го тоа поддржа и да го поздрави и да го воведе во тоа да секој кој подига насад да земе садница од познато потекло, со позната сорта, со познати квалитативни особини, со позната здравствена состојба и не калемот која ќе тргне и се формира, после 4-та година се виде болест. Тоа се случуваше кај тие калеми што ги увезувавме. А тука имаме, бидејќи повеќе години лично одам таму, еве на едни такви мои своеврсни контроли, бидејќи сме добри пријатели, и гледам дека тоа е правата насока која треба да ја има Квадаречкиот, Неготинскиот регион. Нема што да се размислува да зима од Велика Дренова калеми и така натаму. Да скока таму кај што не му е местото, а ги има овде под наши услови одгледани калеми кои ќе го дадат оној генетски потенцијал и квалитет кој заслужува внимание. И таквото нешто за мене е секогаш во позитивна насока, бидејќи тие луѓе, тоа е фамилиарен, честит, морам слободно да кажем. Тука нема да има дадеме една лоза, една сорта, а посадам ја излезе друга сорта. Тука има една ригорозност, што јас им честитам на таа професионална, успешна работа, бидејќи имат млади луѓе, а и фамилијата, младите се вклучени во тоа, каде што и калемот што ќе го добиеш, ќе биде сигурно ти е тоа калемот што си го побарал, а не тоа што им останало и утре ти имаш проблеми на своите површини. Таквите нешта, јас мислам дека треба да се поздрават и за Република Македонија тоа значи многу по однос на заздравување на виновата лоза, бидејќи минатата недела ние имавме за еската, имавме за болестите по виновата лоза еската, еве таа еска која е сега, кај многу стари лозови насади. Донесена. Таа е донесена, укотвена тука и сега со кроењето и со други начини се шири. Сега да не биде тоа така, оние кои се насади, кои се копачаат, сите тие стари чокоти се спалуваат и кога се оди со нов насад, со сите тие дезинфекцијски методи, се оди да се формира лозата, првите 2 до 3 години и почнува со формирање на кракови или одрење нагоре, да почне да плодоноси и да имаме квалитетно грозје, кое ќе видите како еден белег за Република Македонија. Но, тоа што го поставите како прашање е правиот момент и правиот период временски, кога да се подигне тој нов насад, дали овошен или лозов.
затоа што ви реков во Тимирник, освен сите тие познати сорти што ги имаме и сите видови, овошни видови. Значи, буквално има се. И калем кој не ги исполнува условите е надвор од било каква можна продажба, да се дојде до некаков интерес. Тоа не е целта на таа фамилија сака честност, сака експонажата да биде квалитетна и производителот да каже добив многу добар насад, со добар принос, со добра здравствена состојба. А тоа се добива од оние базични припреми, како што реков, од типот на почва, од квалитетот на калемот, од самото садење и понатамошните неги кои треба да се спружат за да може да се оформи први краковите, па и да почне со квалитетна лозата, да. Благодарам, професор. Благодарам и вам и јас сум на располагање секогаш за производители кои имаат намера да подигаат насади. Без никакви надокнади ќе добијат сугестија како треба да ја испити почвата, не на било каква почва да се оди, како калемите кои треба да се калираат и да се насадат и како нивното одгледување да биде со еден енергичен старт, бидејќи јас сега во најново време, а тука ќе имаме ние во наредните емисии еден убав прилог за зеолитите, предлагам зеолити бидејќи тие тектонски пораметувања понегојаш пролетта недостасокот на влага предизвикува сушење на калемите. И сите ќе мислат дека е болен, така онака оно, недостатокот на влага е. А со садењето и ставање на микориза заедно со зеолит, тоа ќе имаме едно од наредните предавања, ќе даде одржувач на влагата и немање на можност да ние калемот го изгубиме уште од млад од недостатокот на влага. Бидејќи сите сме сведоци дека тие тектонски пореметувања обусловија да ние, не рековме за, кога зборавме за времето, дека ние имавме врнежи од дожд, но вистинскиот чин на хидролошката состојба се уште имаме акумулации во Република Македонија кои се на техничкиот минимум. Значи врнежи и затоа предвидувањата што се мене ме храбрат за таа долгорочна прогноза дека ние ќе имаме врнежлива зима, зима со врнежи од убав дожд, добар снег, кој нешто личи, бидејќи ние последните 2-3 години искрени да бидеме, ние не почувствувавме зимата. Така, нема снегот не го видовме буквално. Така. А тоа секогаш беше поттик да ни се појават одредени непредвидени состојби или пак уште понепредвидени ниски температури во април, кога растението е тргнато, па ниските температури го уништуваа. Сите тие се едни појави кои во своје време постоеле, но тоа се почести изразени микроклиматски разлики во цел Балкан. И јас искрен ќе бидам, сум среќен бидејќи Македонија минува така. Имаме скоро никаква стратегија за одвадната мрежа помеѓу нивите обработливите површини. Тука треба да имаме одводна мрежа. Ако малку посилен дожд заврна, како што во Угарија се случи, тоа имаше 3 метра врнежи од дожд во одредени райони, локални, тоа однесе и куки, однесе се. Ако кај нас дојде поголеми количини врнежи од дожд, ние немаме одводни мрежи. Еве, тоа што го видовме некни во Вардар со овие багерите кога отстрануваат цели дрва во самото корито. А коритото треба да биде пониско од нивото на... За да може водата да се движи. И сето тоа мислам. Пак ќе кажам и најважното ќе го кажам. На аграрот, од стратешки аспект, од осамостојувањето не му е пружено ништо и он е маргинализиран, омаловажен,
големите политиканти секогаш зборат дека имаме аграрна земја. Аграрната земја подразбира убава регионализација, производство на храна, тогаш нема да се молиме бугарите дали ќе не примат, дали да не примат во Европска заедница. Европската заедница само ќе каже Македонија е одличен производител на храна и треба на Европската заедница. И истиот момент ќе бидеме примени. Јас во тоа сум 100% убеден, отколку да се обедуваме историјата кој бил, чиј бил, како бил со Бугарија, па со Грција, дали ме признал или не. Нека бидеме добри производители, нека бидеме земја со добро. А голем дел од луѓе што доаѓаат велат Македонија е навистина пријатна земја. Ако е тоа така, ние можеме да си ја точно синхронизираме целосно државичката и да ни биде добар производител и на храна од тие површини што ги имаме, да бидеме со еден свој имидж на европскиот пазар. А тогаш ќе ја посакаат европејците Македонија да влези како земја која заслужува. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Почитувани, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Имајте пријатна вечер.